Како пред јадење за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите пирошки со обланда и сусам. Во навлажната куинска крпа свиткуваме една обланда. На даската за сечење шунката ја сечкаме на ситни коцки. Исечканата шунка ја ставаме во подлабок сад. Потоа и краставичките ги сечкаме на такви коцки. Исечканите краставички ги додаваме во садот со шунката. На покрупната страна од рендето во садот го рендаме кашкавалот. Потоа во садот го рендаме и сирењето. Во садот додаваме 2 лажици мајонез. Промешуваме. Обландата ја одвиткуваме од крпата и ја ставаме на даската за сечење. Ја сечеме обландата на 3 еднакви дела. Врз првиот дел нанесуваме од филот. Ги свиткуваме краевите на обландата за да не испаѓа филот. Виткаме ролат. Истата постапка ја повторуваме со сите 3 дела од обландата. Јајцата ги кршиме во чинија и ги матиме со вилушка. Во чинијата со лебните трошки го додаваме сусамот. Промешуваме. Секоја пирошка ја свалкуваме најпрво во брашно, потоа во изматени јајца и на крај во лебни трошки со сусам. Во тава со загреано масло на оган ги ставаме пирошките да се пржат. За време на пржењето ги вртиме пирошките за да поруменат од сите страни. Испржените пирошки со лажица решетка ги вадиме од тавата и ги ставаме на чинија. Чинијата за сервирање ја украсуваме со лист зелена салата. Преостанатите 2 кисели краставички ги сечкаме на коцки. Исечканите краставички ги додаваме во садот со преостанатиот мајонез. Во садот наросуваме мелен црн пипер. Добиениот тартар сос го мешаме со лажица. Сосот го ставаме врз лист од зелена салата на чинијата за сервирање. Потоа на чинијата ги сервираме пирошките со обланда и сусам. Тартар сосот го украсуваме со лист магдонос и парчиња лимон. Декорацијата ја завршуваме со цветови од маслинки со морков. Добар апетит!